Во почетокот на јули 1995 година силите на босанските муслимани се обидуваа да се излечат од Сребреница. Бегајќи низ шумата, изложени на напади од силите на босанските срби, тие очајно се обидуваа да се пробијат до територијата контролирана од босанската влада. Многумина од нив не успеа. Околу 8000 мажи и момчиња беа заробени и убиени од босанските срби. Само неколку дена претходно, командантот на босанските срби Ратко Младич влезе во Сребреница. Во базата на холандските сили во Поточари, во близина на Сребреница, Младич се представуваше како миротворец и пред камерите, меѓу другото го погали 8-годишниот Изудин Алич. Бе во прво одделение, се сеќам дека потоа мојот татко замина и се разделивме. Татко ми и чичко ми заминаа во шумата. Како и илјадници други, Изудин веќе никогаш не го виде својот татко. Жените и малите деца беа пренесени со автобуси на територијата контролирана од босанската влада. Аеродромот во Тузла стана голем камп за луѓето евакуирани од Сребреница. Условите таму беа очајни, но како во најстрашните хорори се поставуваше прашањето каде се мажите. Втор клучен проблем беше каде се мажите. Имавме извештаи, но не можевме да ги потврдиме дека можеби илјадници од нив се во Братунац. Побаравме пристап таму, но не ни дозволија. Имавме меѓународен персонал, но очигледно каде се мажите, што се случува со нив и фактот што не ни дозволуваат пристап беше причина за голема загриженост. Ова се случило со најголемиот дел од нив. Форензичарите со години истражуваат и ископуваат масовни гробници и пронаоѓаат тела. Секоја година во Поточари, кој сега е меморијален центар, се подготвуваат гробови за погреб на пронајдените и идентификувани жртви. Годинава има 135 нови гробови. И по 20 години погребувањето на жртвите од Сребреница не е завршено.